2017 je zad nas. Тоа е година на бурни светски настани и големи пресврти. Почнати и незавршени проблеми, кои што гарантираат дека и новата 2018 ќе биде доволно драматична, така што е сосема известно дека светот нема да може да се опушти. Опасноста од една, доколку би се случила страотна војна на Корејскиот полуостров, која со сигурност не би била регионална и конвенционална, и понатаму ќе биде актуелна. Од друга страна, наивно е да се верува дека Исламска држава, која е поразена во Сирија и Ирак, така лесно ќе се предаде, односно дека нема да се реорганизира на други соседни простори и што е најстрашно дека нема повторно да прибегне кон серија терористички напади врз европските центри. Понатаму антагонизмот помеѓу двете најмоќни светски сили, Соединетите Американски држави и Русија, и понатаму ќе продолжи. Во стратешката борба на двата светски гиганти за примат и доминација е и неснаоѓањето на старата дама, олицетворена во Европската Унија, која ги проживува своите најтешки моменти од основањето. Главоболките околу Брекзит продолжуваат и на сцена се посилните барања за автономии и сецесии, од кои пак најактуелен е проблемот со Каталонија. Но добро, ако ништо друго, сигурно е дека годината што доаѓа нема да биде здодевна, зашто пак најсилна гаранција е најголемиот мајстор на светскиот реалити шоу, контроверзниот председател на САД Доналд Трамп. Со нашиот аналитичар Исмет Кочан ќе ги прокоментираме најактуелните светски настани во 2017 година. Господине Кочан, како вие би ги подредиле тие настани, кои од нив беа најзначајни и кои заслужуваат да го добијат епитетот настани на годината? Се одлучив да ги групирам настаните по нивната важност, односно последиците што тие ги оставија врз човештвото. Но пред воопшто се осврнеме на тие тематски целини, можеме со сигурност да кажеме дека генерално еден светски настан како целина ја одбележа целата 2017 година, а тоа е првата година на владењето на американскиот председател Доналд Трамп. Ако анализираме директно или посредно, заради неговите често контроверзни и еднострани или подобро речено недипломатски одлуки, негова вмешаност ќе најдеме во многуте светски настани, почнувајќи од наводните проблематични контакти на членовите на неговиот изборен штаб со Русија, односно руската вмешаност во американските председателски избори, до отворањето на енергетска војна на штета на Европска Унија. И секако навлекувањето на гневот на муслиманскиот свет, особено со едностранната одлука за признавањето на Ерусалим за главен град на Израел. Добро, но ајде да појдеме од спомнатите тематски целини. Што е тоа што би според вас дошло на прво место, да речеме според опасноста? И со по својата опасност за севкупното човештво и светскиот мир, тоа е секако опасноста од една војна на Корејскиот полуостров. Навистина, таа е предизвикана од провокативните нуклеарни проби и интерконтиненталните ракетни тестови на Северна Кореја, но и жестоката вербална реторика на Трамп. Опасноста од војна виси во воздух и доколку острата реторика на релацијата Пјонкјанг не стивне, ќе паднат во вода напорите на Русија и Кина да ги смират тие тензии по дипломатски пат. Едно е меѓутоа сигурно, доколку избие, тоа ќе биде страшна војна во која не е случено ниту употреба на нуклеарни арсенали. Во евентуален американско-северно-корејски судир, најпрвим би настрадале Јужна Кореја и Јапонија. А речи се известно дека на овој или на оној начин пострана не би останале ниту Кина и Русија. Тоа значи дека една таква војна, која би имала милионски жртви, би ги прераснала регионалните рамки и би станала опасност за целиот свет. Да, секако дека ова представува закана и ќе представува закана во светски рамки, но ајде предпоставувам и дека освен ова друг светски настан по важност би бил воениот слом или пораз на Исламска држава во Сирија и Ирак. Или може би ова е пресилна
преамбициозна констатација и квалификација. Ова го велам од причина што е прашање дали навистина можеме да зборуваме за дефинитивен крај на една монструозна творба, која со години наназад го тероризираше целиот Блиски Исток, има предизвикано бројни жртви, внатрешни раселувања, големи бегалски бранови, од кои не беше поштедена дури ни Европа, а чии последици ги чувствуваме и ние, вклучително со регионот. Дефинитивно. Исламската држава претрпе жесток пораз во Сирија и Ирак, особено во Сирија, благодарејќи пред се на воената поддршка што на сирискиот председател Башар ел Асад му ја даде Русија. Со вмешувањето во сирискиот хаос, Русија повторно излезе на сцена како светска сила. Таа докажа дека без неа не може да се прават никакви планови за Блиски Исток. Американската концепција за уривање на режимот на Башар ел Асад и воспоставување на контрола врз стратешките патишта за нафта и газ доживеа целосен фијаско. По успешно завршената работа во Сирија, председателот Путин нареди повлекување на руските сили од Сирија, но тоа е само навидум така. Вистината всушност е дека Русија ги повлекува само воздухопловните сили кои може, доколку затреба, да ги донесе повторно секој миг. Од друга страна, таа ја шири својата воена база Тартус во Сирија со јасна назнака дека не го остава Башар ел Асад сам. Освен тоа, по неколку децении повторно воспоставува воена соработка со Египет, која беше актуелна, доколку постарите се сеќаваат секако за време на Советскиот сојуз, каде што сега Русија најавува изградба на своја база. Русија на тој план оди и чекор понатаму. Најавена е изградба на незина воена база и во Судан. Ако ја погледнеме географската карта, со ова нема сомнение, Русија сериозно претендира да стане господар на целиот Медитеран. Секако на штета на Соединените Американски држави и на сметка на интересите на сметка на поразот на политиката на Соединените Американски држави на Блискиот Исток. Но кој е опрашање исламската држава, наивно е било да веруваме дека е тоа и незин дефинитивен крај. Се очекува таа да се прилагоди на новите услови и да ги префрли тежиштата на дејствување кон Египет и Либија, но и Авганистан. Освен тоа, постои голема веројатност да удри и во Европа. Тоа значи дека опасноста од нови терористички напади е се уште актуелна. Така, значи можеме да очекуваме дека ситуацијата е далеку од крај и без оглед што е поразена исламска држава. Но добро, кога сме веќе кај терористичките напади, без нив не одмина ни 2017 година. За жал, ги имаше многу такви напади. Кои од овие немили настани според вас беа, ако може така да се каже, највпечатливи? По начинот на изведбата и секако ефектноста, секако тоа беше терористичкиот напад за време на самата новогодишна ноќ во монденскиот клуб Реина во Истанбул. Тоа беше вистински колеж. Токму една година од сега наназад. Да, токму овие денови на самата новогодишна ноќ. Тоа беше вистински колеж, велам, извршен само од еден човек и тој настан доби голем публицитет во светот, што беше една од главните цели на терористичката ИСИЛ и воопшто на секоја терористичка организација. Подоцна нешто слично се повтори и на концертот на Ариана Гранде во Манчестер. Таму настрада многу невини луѓе, најмногу тинејџери. Други терористички напади имаше и во Њујорк и Барселона, но секако најголемиот се случи во Египет, кога во нападот врз една џамија загинаа повеќе од 300 луѓе, но тој немаше таков публицитет како терористичките напади во западните земји. Ајде, освен овие терористички напади, да прокоментираме и други настани кои се случија во 2017 година. Во 2017 имаше и повеќе катастрофални земјотреси, урагани, хуманитарни катастрофи. Така, за само 4 недели ураганите како што беа Ирма, Харви, но и други, ги опустошија Тексас, Флорида, сојузните американски држави, Порто Рико, но и други карибски острови.
загина повеќе од 100 луѓе. Штетата само од ураганите Ирма и Харви беше проценета на околу 300 милиарди долари. Овие настани во времето на нивното случување и не се симнуваа од фокусот на светските агенции, но особено западните. Од друга страна пак би сакал да направиме една паралела. Со многу помал публицитет помина некои други настани, како што е да речеме катастрофалниот земјотрес во Мексико. Тогаш загина 366 луѓе. На што се должи ова, ако можам да кажам, поделба во известување за настаните? Да, ова е навистина јако симптоматично. Вообичајна е пракса западните агенции да ги боли она што се случува на нивно тло. Затоа известуваат за тие настани со таква медиска врева. Од друга страна, во катастрофален земјотрес во Ирак, например, на границата со Иран, загинаа повеќе од 400, а беа повредени околу 7000 луѓе, но тоа помина без некој голем публицитет. Уште подрастична разлика за двојниот стандард на западните агенции покажува хуманитарната катастрофа во Јемен. Таму од колера има заболено половина милион луѓе, од кои повеќето се деца, за жал. Заразата се шири со геометриска прогресија. Тоа е голем срам за меѓународната заедница, пред се за Обединетите нации, доколку тие не ја разбудат својата успиена совест и не преземат итни радикални мерки, за неколку месеци ќе можеме да зборуваме за милион заболени. Избеше случајот и со муслиманската заедница Рохинџа во Мјанмар, каде се случуваше... Тоа е Бурма, само за појаснување на нашите гледачи. Како Бурма. Држава помеѓу Индија и Тајланд. Да. Во бегалските кампови во Бангладеш, после еден страшен, геноцид, страшен екзодус, живеат речиси 900.000 припадници на овој народ, но заради дозираниот интерес кон тој регион и индиферентноста на западните агенции, ние за тие хуманитарни катастрофи или многу малку или воопшто ништо не знаеме. Да, навистина страшно, потресно и загрижувачки. Би морало да се посветува повеќе внимание дефинитивно и на вакви теми. Но ајде сега да се префрлиме на Европа. Рековте дека Европската Унија проживува длабока криза која сериозно ги тресе нејзините темели. По Брекзит, и излегувањето на Велика Британија од Унијата, кое е, впрочем, и далеку од завршено и е доста проблематично се уште, ЕУ сега ја тресат и автономашките движења и барања за сецесија. Впрочем, најдобар пример за тоа е и референдумот за независност на Каталонија. Колку ова навистина би можело да го разбие концептот на таа единствена Европска Унија и можно ли е воопшто некакво менување на нејзините внатрешни граници? Каталонија е пробен, пилот проба која нема помин, дефинитивно нема помин во Брисел. Навистина сецесионистите во Каталонија одржаа референдум на кој се изјаснија за независност. Малку потоа прогласија и независност, и формално, но наидоа на тврд орев во Мадрид, кој не сака за такво нешто ниту да слушне. Десничарската шпанска влада на Маријано Рахој се обиде да ја реши кризата со распишување на нови регионални парламентарни избори во Каталонија, но се покажа дека тоа навистина не е можно, бидејќи таму влада повторно ќе формираат здружените сецесионисти. Изборите не решија ништо, само покажа дека Мадрид и Барселона би требало да бидат многу попредпазливи и поумерени во меѓусобните односи. За сега се чини дека желбата на каталонците за независност е погребана или најблаго кажано одложена на неодредено време. Едноставно, затоа што тие за својата идеја немаат ниту еден сериозен поддржувач. А без тоа секако нова држава не бидува. За такво нешто не сака слушне најпрви самата Европска Унија, која е уплашена дека тоа ќе ги поттикне и другите автономашки и сецесионистички движења. Тоа не го поддржува ниту останатата меѓународна заедница. Едноставно кажано, каталонците се осамени и изолирани во своите желби. Добро, но секако дека ќе продолжи таа условна и борба за независност на Каталонија, но и од друга страна и на многу други покрети какви ги има во Европа.
прашање како сето тоа ќе се развива, ќе видиме добро. Но, ајде, кога сме веќе во Европа, да се фокусираме малку повеќе, визурата да ја префрлиме на нашиот регион. Што е со него? Немаше ли во него настани кои што заслужуваат да се најдат на топ листата на сите светски агенции, впрочем, во 2017 година? Или пак, гледано од некоја точка на светот, ние сигурно не сме оној регион зад 7 гори и 7 мориња и живееме како во бајка? За жал, секако дека не живееме како во бајка. Напротив, и во регионот имаше доста настани во 2017 година. Сепак би ја издвоил пресудата на поранешниот командант на војската на Република Српска, Ратко Младич. Иако настанот се случи пред Меѓународниот хашки трибунал, тоа апсолутно беше настан што го привлече вниманието на јавноста на сите земји од поранешна Југославија. Ратко Младич доби доживотна казна. Беше експлицитно кажано дека е виновен за воени злосторства и геноцид врз муслиманите и хрватите во Босна и Херцеговина, пред се за случаите во Сребреница и бомбардирањето на Сараево. Со ова правдата е барем делумно задоволена. Ова беше, мора да кажеме, последно судење за воени злосторства пред Меѓународниот суд за воени злосторства во Хаг, кој деновиве ја спушта завесата и престанува со работа. Да се надеваме тогаш дека и 2017 година ќе биде година во која и ќе се затвори поглавјето на крвавата војна на поранешна Југославија и дека ете на некој начин тоа може да биде и светла точка. Што ни останува за крај? Кој е важниот настан, нема да кажам најважниот настан, но настан кој што заслужува сепак епитет да ја спушти, како што рековте, завесата на 2017 година. Не ве наведувам воопшто во било која насока, но еве дозволете ми да се обидам да антиципирам на што мислите. Ми се чини дека во 21. век не е веќе суштинско прашање дали некоја територија е дел од државна територија, туку дали таа територија некој ја контролира и колку ја контролира. Еве ви и потврда за тоа. Соединетите американски држави повеќе од 100 години не ја прошириле својата државна територија, меѓутоа ја прошириле и тоа како својата фактичка контрола врз голем дел од светот. И дури во тој контекст многу држави кои се формално независни, ако не грешам, се во помала или поголема мера во положба на вазали во однос на САД. Но еве, ајде да не должам, повелете, спуштете ја завесата за настанот на 2017. Доколку на несреќа не се случи нешто во меѓувреме, додека ова го разговараме или до крајот на годината, што секако не би посакувал, несомнено еден многу важен настан би го издвоил. Тоа е контроверзната и едностранна одлука на американскиот претседател Доналд Трамп да го признае и Ерусалим за главен град на израелската држава и најавата дека Соединетите американски држави ќе преселат својата амбасада во овој град. Овој потек, кој што е исполнување секако на неговите предизборни ветувања кон исклучително влијателната еврејска заедница, предизвика голем револт во целата меѓународна заедница, особено кај исламскиот свет. Обидот кој се толкува како уште едно американско санкционирање на израелската окупација на палестинските територии, погребување на израелско-палестинскиот мировен процес, ги дигна на нозе и Обединетите нации, каде што беше изгласена резолуција во која се бара поништување на американската одлука, што е секако голема шлаканица за американскиот претседател Доналд Трамп и администрацијата во Вашингтон. Да, таа суштински ништо не менува, но сепак фактот дека 128 земји гласа против, наспроти 8, ако не се лажам, колку беа за таа резолуција, покажува на вистина каква е ориентацијата на светот и ако ништо друго тоа и влева надеж дека
ете, во перспектива, па и почнувајќи од 2018-та, може би ќе имаме и посветли настани. Господине Кочан, ви благодарам за овој разговор. Почитувани, тука подвлекуваме црта под светските настани кои одбележаат 2017 година, но истовремено верувам дека успеавме и доволно да ги осветлиме и контурите на главните настани кои веќе се наоѓаат на патеката за 2018 година. Средечен поздрав!